Pa sigurno može sve uvek bolje. Može по-добро. Може. Забележувате ли вие некој проблем вака гледајќи? Pa evo ovi daske što sjede, postari ljudi, drugo ništa. Sve je dobro. Навечер дали сте поминале, дали осветлено убаво? Осветljeno je. Pa trebalo bi da vide drugari, gledaš li kako je sve skršeno, sve ne ono dosta je nedisciplinirani i ovi ljudi što iskačaju, to kad neko je namerno, neko je nena. Trebalo bi da se opravi nešto, popravi nešto. Вака на прв поглед што мислите дека Ovo е? je na prv pogled, znači, kako da se izrazim, mnogo je loša situacija. Kao ploštat. Treba da se popravi nešto, ovaj gradonačelnik, ne znam, ne zainteresiran čovjek kako će. Ne ploštat, već se nema. Mi si sedimo na kamenja, ali pre 20 godina imaše klupi dobri, a сега nema klupi, nema ništa. Gradot je štur, gradot je pust. A ne znači дека нашиот град брои преко 100.000 становника. Едино на градот, на градоначалникот je problem da napravi neka zgrada pa makar i na sred ulica. Pa može da биде посредно, може. Вака што ви се гледат најголеми проблеми? Ево има клупи доста скршени, скалите. Све скрпено, не ги поправljam никој, а сви ги вадим даски. Да. Мислите дека може треба да има тоалет, нема ни еден тоалет јавен? Јавен тоалет нема, имаше тамо и тој го укинале. Pa glavni problem je eto, nema koji ne sredeno, skapale tija daske, nema ljudi koji da sjedne. I tako, koji skopano negdje i tako. Тоа што мислите ли дека може да има и некој јавен тоалет, тоа го назначуваат некој? Той много je odam na taj problem. Obavezno, grad Golema nema javno WC. Idi u kafanu, ne možeš da ulezeš ako ne piješ kafe tamo ili što bilo. Ljudi, ovdje kad gledam, ide ja kroz Žbunj tamo do Hristal. Gledam tamo ide da нужду vrši. Градскиот поштат беше пред 10-12 години реконструиран делумично, бидејќи кога дојде УПР банда го затего во една руинирана состојба, направивме една реконструкција во рамки на нашите финансиски можности и тој функционира онака како што го гледаме, со организирани зелени површини, узурпација на несовесни гостители кои ни прават проблеми, еве сега гледате дека има рушење на тие диво изградени објекти. Меѓутоа во целост имаме проект за плоштад кој на некој начин го дава као целина затварање и стариот и новиот плоштад. Тука има доста голема интервенција со подземен пролаз, тоа беше проектот кој јас го како идеен проект го промовирав уште далечната 2012-2013 година, меѓутоа ради финансиските стеги не бе во можност да ги имплементирам сите тие наши заложби. А еве нека биде ветување за наредниот период дека Кубано мора да го гради тој дел. Визијата за тој плоштад ќе биде дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз и лично моја програма која имам као визија без разлike во која насоки се движи на тамошниот период, мислам дека ќе биде топ тема во наредниот период и ќе биде проект за 2018 година.